аукции на слики, изложби, издавачка дејност, туристички активности и така натаму. И ние на некој начин се гордееме со тоа што успеавме веќе една година да обстоиме во ова тешко економско време, да сепак на таков начин на финансирање работиме. Значи овој билтен беше помогнат од спонзорите? Да, овој билтен всушност се помогна со сите тие спонзори кои се наведени во листата и ние уште еднаш користиме приликата да им се заблагодариме и се надеваме дека ја оправдавме довербата за намената на средствата и секој кој ќе го има билтенот в раце може многу лесно да заклучи дека сепак секојдневно ние се обидувавме тие средства кои беа наменети за помош на децата и конкретно да помогнеме. Вие рековте секој кој ќе го има билтенот во раце, како може да се стигне до овој билтен? Сите нешто се заинтересирани да го прочитаат. Ние се наоѓаме во поранешната зграда на ЦК, односно во зградата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во соба 315. Тоа е еден блок за невладини организации, каде се наоѓа и Фондот за отворено општество, Хелсинскиот парламент, еколошкото друштво Опстанок, и кој е расположен на било кој начин да ни помогне. Имаме таму вработен човек од 8 до 15 часот, нека повели, нека ни даде сугестија, помош и така. Кој е издавачот на билтенот? Издавачот на билтенот е НИП Млад. Ние сме издавач на билтенот, Генералниот конзулат на првата детска амбасада на светот, а ни помогна во приредувањето НИП Млад борец, а го печатеше Универзитетска печатница Скопје. Сигурно предходеше напорна работа на подготвувањето на овој билтен. Дали вие сами го работевте сето тоа или можеби некој ви помогна во реализацијата на... Во реализацијата на билтенот ни помогна бројни активисти кои се вклучија во нашата активност. Меѓу нив се и Евредика Шашкова, Сашо Трајковски и, ако не се лажам, Сонја Пандиловска и Зоран Крајчич, кој го обликува, ликовно го обликува билтенот. А се разбира, сето тоа успешно да заврши ни помогна и Универзитетска печатница Кирил и Методи од Скопје. Во билтенот има дел од активностите на детската амбасада. Дали може и ние да чуеме со што се занимаваше минатата година, меѓутоа накратко, нели, бидејќи активностите се многу бројни, меѓутоа она што било позначено? Јас би рекол дека конзулатот на првата детска амбасада во светот започна во едни полумирни или, ако сакате, полувоени услови. Ние започнавме со програмските задачи кои важат за услови на војна. Како што знаете, евакуиравме, згрижувавме и дестиниравме деца од поранешните војни подречја и можам да ви кажам дека тоа релативно успешно го правевме и сме задоволни од нашиот ангажман, бидејќи преку тие деца кои ги дестиниравме во другите земји во светот, бидејќи тука Македонија, кој што знаете, не можеше да прими повеќе од колку што прими. Всушност, преку тие дечиња ние ја ширевме идејата за детската амбасада и наоѓавме подобро сместување и стапивме во контакт со многу хуманитарни невладини организации кои сега се расположени да ни помогнат за одредени проекти кои ќе бидат наменети пред се за децата во Македонија. Два такви проекти треба да ги наведам. Тоа е Центарот за кризни состојби во периодот на адолесценција со телеапослужба и психолошко советувалиште кој треба да го финансира Фондот за отворено општество на Македонија и уште еден проект за отварање на детски културен центар кој треба да помогне господин Родни Даниел, председател на Институтот за меѓународни работи од Франција, кој исто така треба да го спонзорира овој проект и кој најверојатно септември ќе започне. Дел од она што ќе работите во иднина веќе кажавте, дали е тоа се или може би има нешто што... Има уште неколку активности кои ги нема напишено во билтенот, а кои во меѓувреме се јавија како актуелни. Тоа е од септември 3 кловна ќе изведуваат театарска представа за деца во сите градови во Европа. Преводот е од Елен Пармелен и тие 3 коловна ќе ја помина целата република со нормално со наше донаторство и спонзорство. Потоа ќе организираме еден циклус на трибини на тема интеркултурално воспитување и нешто што во билтенот го нема, а е пропуштено, а е доста интересно. Морам да кажам дека на 5.4.1993 година до конзулатот на првата детска амбасада во светот стигна еден официјален допис и потврда од Меѓународното здружение на просветните работници за мир во целиот свет,
каде се вели дека првата детска амбасада во светот Меѓеши и генералниот конзулат на првата детска амбасада на светот за Македонија се примени во ова меѓународно здружение, кои имаат советодавен статус во Обединетите нации УНИЦЕФ ЮНЕСКО, и од нас е побарано дозвола за формирање на 21 конзулат во 14 земји. Тоа ли е се? Не е тоа се. Сакам да кажам дека кога започна со идејата за првата детска амбасада Меѓеши во поранешните југословенски простори, каде што ние го следевме ЮТЕЛ и мислевме дека тоа е една југословенска идеја, се покажа дека сме сгрешиле. Таа наоѓа на се поголем одзив во светот. Нас 23.4.93 веќе формиравме во Софија и генерален конзулат за Република Бугарија на првата детска амбасада, а успешно функционираат конзулатите во Белград, Сплит, Прага, Мадрид и Ла Коруња. Екипата на програмата во недела попладне ми посакува и понатаму успешна работа, па се надевам дека ќе се видиме за некои други прилики. Благодарам, јас се надевам дека ќе ни давате вака можности во нашите наредни натамошни активности и дека ќе ги следите нашите акции и дека ќе ни се придружите. Програмата во недела попладне продолжува со други содржини, од режија ќе видиме што ќе оди сега, бидејќи